Луцидни сништа. Или моментов кога во сонот сваќаш дека е сон и плюсно имаш тотална контрола над тоа. Луцидниве сонови се една од најинтересниви работи што имам јас откриено до сега. За време на сон и доопшто можда една од најинтересниви работи. Кој не би сакал? Секоја вечер да е како на видеоигра со 3D. Конечно дојде денот кај што разговарам за ова тема на видео и ќе ви кажам вас или тебе ќе ти кажам како можеш да сонвиш луцидно. Вака, првиот чекор е тоа да го убедиш твојот мозок дека луцидно сонвење е возможно. Самиот на себе си пред спиење, тоест кога ќе си легнеш, го убедиш мозокот, вечерва сонувам луцидно, вечерва сонувам луцидно. Вечерва ќе пратам све свесно во сонов, вечерва е можно луцидно. Текој, значи си го мантраш мозокот за сето тоа после некое време да стане реалност. Отприлика вежбањето за луцидниот сон мене до првиот луциден сон ми трае околу 3 недели, што значи после 3 недели вежбање можеш да стигнеш до луцидниот сон. Тоест да правиш што си сакаш во сончево. Првиот момент е да си го убедиш мозокот. Тоест да се убедиш сами од себе си дека луцидно сонвење, се избуна. Првен три да си го убедиш мозокот дека луцидно сонвење е веројатна работа и дека можеш и ти самиот да си ја практикуваш во животот. Вториот момент е земаш еден дефтер, една тетрадка или дефтер и запишиш све што ќе ти текне во сонот. Да речеме ако легнеш во 12, мора да наместиш аларм во 3 сатот и кога ќе се разбудиш во 3 сатот, запишуваш све до тој момент што ти текне во сонот, што си сонел дотоаш. Сега нормално некој ќе речи, сега го фатил на овај бесот, ќе станувам јас во 3 сатот за да запишам. Ама ова не е за тебе, разбираш? Ова видео не е за тебе. Продолжи да си скролаш на телефонот, ова видео не е за тебе. Ова видео е за некој што сака да научи како да има луциден сон и како да ги живеат најинтересните 8 сати дури спиет нормално. Што значи запиши све што го гледаш во сонов. Разбираш, значи сите детали, све што си свесен, сите муабети, све ги запишеш во една тетрадка уредно. Ден 1 сонвам ова и ова, ден 2 сонвам ова и ова, ден 3 и слично. Фактички овие ти се првите две спреми за мозокот да ти се привикне на некој начин и за да свати дека тоа е возможно. После 2-3 недели од запишвање, од мантрање и слично припреми за луциден сонов, ги добиваме првиве знаци на свесност во сонов. Тоест ти свесно кога ти текне дека треба да бараш нешто во сонов. Кога ти текне нешто дека треба да бараш во сонов, автоматски си во левел плюс, кај што веќе твојот луциден сон е на прагот пред да дојде. И продолжуваме исто со оваа практика, значи третиот момент, пак ве се извон. Очо сакаш све да кажеш наеднаш. Немојш море све наеднаш. Почекај море. Почекајте море. Третиот момент е во самиот сон, не е комплицирано, туку малце барат повеќе внимание. Од кога ќе запишеш што сонвиш. Има моменти што ги сонвиме на секое, тоест детали, и тие детали претежно се исти во сите сонови. Се ти ако, да речеме, ако запишеш 2-3 недели што сонвиш, многу работи ќе гледаш пак ушенаш. Тоа е тој момент да сватиш свесно дека тоа е сон. Фактички да наоѓаш нешто што во просторијата или во местото кај што си опкружен, што не е баш реално, да речеме ваму туристичка, ваму Лондон. Немој ваму да е Лондон, ваму мора да е Јане Сандански, туристичка, ваму Јане Сандански, Лондон немој да е. И тоа ќе ти кажи дека ти уствари си во сон. Ова се дешава после 2-3 недели, после вежбање, прамуевет, после запишување на сонове. И почвите веќе полека да вашиот мозок да се привикви на тие некои детали што ги гледаме на секое. После 2-3 недели вежбање и пишење и читање нормално на сето тоа што е запишано, мозоков полека се привикви и полека бара самиот детали низ сонов, што е ваму, дали ова реално, дали ова не е реално, и тогаш веќе ги добиваш првите знаци дека ти уствари
за многу кратко време ќе влезеш во луциден сон. И одеднаш само еден ден сега тоа е првиот дел од целава. Вториот дел е малце покомплициран и за него баш и не можам многу да ви поможам, заради тоа што све е многу лично и секој треба сам да си онај начинот како да на некој начин го одржаваш сонов, да го одржаваш луцидниот сон, заради тоа што ти да речеме кога ти дојде луцидниот сон и ти сваќаш дека е све јаве, ја може си превозбуден, ќе се разбудиш. То од почеток иде на секој, првите 10 луцидни сона сигурно ќе иде некоја возбуденост, нормално дека ти сваќаш дека е сон. И исто така многу често можеш и да се исплашиш и од тоа да се разбудиш. Или може да се превозбудиш или да се исплашиш за да се разбудиш. Пак ќе кажам, овие се многу лични мои искуства и затоа да речеме, многу и не можам да ви поможам околу ово, заради тоа што секој треба сам да си онај начинот, од овде дека вака сте сами. Јас лично луцидниот сон го одржавам со вртење околу себе, значи се вртам околу себе и со тоа сигурно ја задлабочам некако свесва ја задлабочам и пак влегувам во сонов и тоа е мојот личен начин. Сега многу е смешно ова што го кажувам и многу глупо се вртам околу мене во сонов. Рачи, правиме мове сега ние за вртење во сонов. Ова е нереална тема, ова е за нереални луѓе и значи нереални луѓе имаат бенефит од ова. Реални луѓе што скролет и што гледаат телевизија немаат бенефит од ова. Ова е за нив најголема глупост. Нормално е глупост, али е реално. И се вртам околу мене и се задлабочам во сонов и продолжам да сонвам. Сега шо е муабетов, шо сонвам јас. Ова практика јас некаде ја научив пред околу 7-8 години. И нормално како и секој тинејџер, неговата желба е да има девојка што се вика Ријана. И ме фатиш Ријана ти ме фатиш. Денеска Ријана, утре она Ријана Гранде, задутре Петранка Палазова, позадутре Драги Шпага. Абе кој сака? Учителката, хигиеничарката, една што работи до нејака. Се што си сакаш. Премујат ако си машко и во оваа работа, сигурно е дека ќе си ги исполниш твоите најдлабоки сексуални фантазии и тоа ти е бенефитот од ова. После тоа стане досадно, нормално, како све, осело стане досадно и после тоа ќе леташ, па ќе правиш 300 работи. Немаат крај на работи што можеш да ги правиш за време на сонов. Буквално што ќе ти текни тоа, значи ќе го исфрлам она. Не знам да зборувате. 10 дена нема зборуваме пред камера, има заборавено да зборувате. Значи секој ден ќе зборувам по 20 сати пред камерава заради тоа што не знам да зборувате. А знаеш зашто е ова? Зашто ме прекинуве луѓето, дур зборувам и сакам да кажам многу брзо за да не ме прекинет. Копи. Добро, не се нервирај. Ако си женско, нормално, сигурно имате некој бенефит од луцидно сонвење, и ако си женско, нормално. Да се надевам дека ќе најдеш некој бенефитче. Сега, малце ќе раскажам за дарк странава од целава работа. Све има дарк страна. Ништо не е фул бело или фул црно. Све е бело и црно во исто време. Дарк странава е во тоа што можеш да западнеш во sleeping paralysis, се вика, значи се парализираш дури спиеш. Тоа е една од работиве што е стварно страшно искуство, ама значи и тоа е начин да си го спознаеш мозокот и да видиш што се крие позади ова машина и да видиш што ти е тебе страф и од што ти е тебе страф. Многу е битно и тоа да го видиш во животов. Иако што некој ќе рече дека тоа е фул лошо искуство, мислам дека не е баш фул лошо
да се парализираш и да ти излезе најстрашниве демони што живеат во твоја глава и истите сакаат да те убијат, да те изедат или да те изебет. Земе на една вреќа со ноже, сега наравно и сега вреќаме со ноже, миѓу, заснуваме дека е перални, кој од Охрид знаат, онда ја кај имат перални, и буквално секој што помина го погоди в глас, секој што помина, секој вака што мрна врт директно в глава погоди. Директно, секој, сите ги споли, цела мала е сполубена за. Океј, се надевам дека ова видео на еден од вас валја ќе ви се најде. Валја на еден, мислам на еден ако ви се најде би бил многу среќен, многу среќен. Заради тоа што е многу интересна работа, ви кажав и црнава страна, значи не е само белава страна, ви кажав и црнава страна, па се надевам дека барем ќе пробате, не е многу тешко да изгубиш 1 месец од животот, да станеш во 3 сат, не е проблем. И дека ќе го видите бенефитов од целава работа. Пак ќе кажам, овие се лично мои начини, мои методи. Јас не ги имам измислено, али јас ги имам од некоја на интернет литература, како превземено и направено според моите потреби како можам да стигнам до луцидно сонвење. Мене ми функционира, не значи дека вас ќе ви функционира, али ако си ти спремен да сониш луцидно или ако сакаш тоа истото да ти се деси, тоа ќе најдеш начин и ќе најдеш книга на интернет и ќе си ја спуштиш и ќе се научиш и ќе го имаш и овие 8 сати кај што сме на едно место замижани, ќе може да си претвориш во едно прекрасно, wonderful experience. Чао!